А ова утро зборуваме за придобивките од танцувањето. Одлични соговорници имам кои што повеќе од 10 години се занимаваат со танцот. Сања Матеева Мишева и Димитар Мишев, добро утро до вас. Вие сте инструктори по танц и како што веќе кажав, одлични соговорници да слушнеме зошто треба да танцуваме. Добро утро. Добро утро. Добро утро, Димитар. Добро утро. Така. Сања, веќе околу 10 години си инструктор по танц. Зошто е убаво да танцуваме? Зошто е добро танцувањето за физичкото, па и за духовното здравје? Танцот е добар за се, значи и за физичкото, и за духовното, и за умот е добар. Затоа што се вежбаме, плюс ни го подобрува расположението. Да. За умот придобивките се тоа што учиме кореографија, се фокусираме, така што ја подобрува концентрацијата и фокусот и надвор од танцот, нели, кога ќе се вратиме во нормалниот живот. Да. За телото, го активира целото тело, сите мускули, ја подобрува флексибилноста, исто така ги тонира мускулите, и исто така за душата, затоа што влие позитивно, не весели, не носи радост, така што сите што сакаат танц, мислам дека ги влече тоа со причина. Така, значи дека еден вид спорт танцувањето, ако сите мускули се активираат. Димитар, што мислиш ти на таа тема? Дали влегува во спорт танцување? Влага во спортови, има надпревари како спорт се рачуна. За разлика кај нас ние ги учиме социјалните танци, не спортските танци, поише се за забава, за дружење, за поише делува освен на физичките и на психичките придобивки кај луѓето, значи влие на различни аспекти од психичкиот развој и различно влие кај мажите и кај жените. Кај жените добиваат момент на самоизразување на својата женственост, на сексуалноста, на флуидноста на движењата, за разлика па кај мажите во танцот, особено во пар, танцовите во пар како салса, бачата што ги нудиме, влијае врз самодовербата, врз односот со жените. Мажите се најчесто лидери во танцот, значи учат како да водат, како да се постават кон жената и пак да ја дадат слобода на нејзино слободно изразување. Влијае на нивната самодоверба, на начинот на комуникација потоа со жените. Мислам, има генерално многу придобивки од танцот. Како почна да ги набројуваш, крај нема. Значи многу придобивки и за момците и за девојките. Постои ли некоја граница од која возраст треба да се почне со танцување? Вие танцувате со возрастна категорија на луѓе, но дали постои некоја граница? Еве ти си 13 години инструктор, Сања 10. Какво е искуството до сега? Јас искрено се кажам што не сум почнал од дете да танцувам, пошто кога се почна да се танцува од дете, се развива став, држење на телото, се гради, што потоа низ целиот живот супер влијае кај луѓето. Формата, држењето, буквално односот, све тоа уште од мали нозе, ако се почне да се гради, више кој ќе биде повозрасен човек на 25-30 години, више тоа му е многу полесно, го има во него и му доаѓа све природно. За разлика од другата страна, како јас што почнав да танцувам на 17 години, да, и не дека ги немам, ги имам и сите придобивки, али од мали нозе ако се почне е многу подобро. Добро, нева Сања ќе ни каже дека и танцувањето на повозрастни години, пак не си бил многу возрастен кога си почнал 17 години, тинеџер, одлична можност, си се пронашал. Ева наместо спорт, некој танцувањето одлично, како што кажа Сања, за секој мускул на телото го активира, па и за духот, а за Димитар подобро и како што кажа за самодовербата, за други придобивки кои ги спомнав. Спорт го земав, пошто долго време тренирав кошарка, ја повредив коленото и беше како не можеш више да играш кошарка, мора да го смени спортот и се запишав на танц. Така почна, да, како спорт го рачунав и после тоа одев 7 години пред да отвориме Сонриса. Сонриса е више 13 години, така да повеќе 20 години танцувам. И е супер искуство, баш затоа и кажувам, се кажам што порано не сум почнал на 5, пример, место кошарка да почнам со танц. Ева родителите кои што нас слушаат, на момчињата и девојчињата кои што се на помала возраст, може да ги запишат децата, а кога сме кај возрастните, Сања, можат и возрастните да се запишат. Тука претпоставувам нема граница, дали има 25, дали 35, 45, 55 и така натаму можат да танцуваат. За кој танц покажуваат интерес најмногу возрастните? Па имаме повеќе танци и искрено зависи од танцот. За различен танц има различен интерес. Држиме часови по салса, бачата, тука вообичаено има од сите возрасти. Има од, да речеме, од 18 години па до 60-70 има што доаѓаат.
И убаво се вклопуваат сите во една група, се дружат, социјалниот аспект е тука многу важен и секој пат може да научат, никогаш не е доцна, затоа што сите што сакаме да танцуваме имаме таа желба уште од мали. И едноставно кога и да решат да се запишат, никогаш не е доцна, секогаш ќе научат и ќе се чувствуваат убаво додека го прават тоа. Имам исто така регетон, тоа е танц кај што повеќе сакаат младите девојки да доаѓаат, така што тука би рекла од 15 до 35 години, затоа што има поексплицитни движења, така е забавно, за помладите и поагилни, нели? Да. А исто така сега ново имаме и салса lady style курс кој што го почнав конкретно за жени. И тука има и доста повозрастни, така да би рекла уште, да речеме, од 25 до 55 сигурно има. Така што убаво е за секој може да се пронајде, да секој има танц. Да. Само важно е да се сака да се танцува. Да, така е, да. За крај, бидејќи Димитар ги кажа придобивките од танцот, Сања, што ќе ни кажеш ти, зошто треба да танцуваме? Кои се придобивките, освен доброто расположение и сите мускули, или како што кажа на почетокот, кои ќе ги активираме, други придобивки од танцувањето или нека убава мисла која што ќе ги поттикне гледачите да се запишат на танц? Па јас мислам, како што кажам веќе, мислам дека секој што има желба внатре во себе треба да си ја следи, треба да си го исполни тоа, затоа што ќе му донесе огромна радост. Затоа што е нешто што го има во себе и навистина додека танцува ќе се осеќа слободно, убаво, различно е чувството. Многу е поубаво кога имаш танц во животот. И што порано толку подобро. Така, Димитар? Да, што порано толку подобро, но никогаш не е доцна ние стереотипи како јас сум престар сега да почнувам со танц или престара сум сега пројде моето време. Тоа е како луѓето се осеќаат, но не постои такво нешто како престар сум за танц. Значи, што не само за танц. Имаме во аеродром групата 70 плюс човек што ни доаѓа и е као витален, се држи супер форма, многу подобро движи него луѓе од 50 години што никогаш не се занимавале со никаков спорт и што не биле као дел од некаква физичка активност. Јас се благодарам за одвоеното време, верувам дека ќе поттикнеме нашите гледачи, родителите, тетките, сите оние кои што ги чуваат децата од помала возраст да ги насочат, да спортуваат или да танцуваат, а повозрастните кои што сакаат да го активираат социјалниот живот, да се запишат на танц. Ви благодарам. Благодариме на вас. Благодариме секако Риса е тука за нив, може да не побараат и да прашаат што имаме слободно за членување.